продолжение за националниот символ на Македонија, балканскиот рис, зборуваме со Диме Меловски од Македонското еколошко друштво. Повод за овој разговор е минатата недела лоциран нов примерок, женка млада, фатена во кафезот, односно во стапицата која Македонското еколошко друштво ја постави со цел да ја само лоцира, прегледа и потоа повторно да ја пушти на слобода. Господин Меловски, ќе кажете ли детали за овој случај? Да, секако. Рисицата која што ја крстивме Луна беше фатена во петокот негде по полноќ, отприлика половина час по полноќ, и е нашиот за сега 13-ти заловен рис. До сега имаме 7 мажеци и 6 женки заловено, и од 2010 година кога почнаме со овој метод на радиотелеметрија, успеавме да добиеме многу вредни податоци за тоа каде се движат рисовите, колкави се нивните територии, кои станишта или кои шуми ги сакаат повеќе и со што се исхрануваат, што значи дека една целосна еколошка слика имаме за балканскиот рис благодарение на оваа метода. Каде е сега Луна, неколку дена од како ја пуштена повторно на слобода, и каде се останатите 12, ако не слажам, рековте 13-та е Луна? Што се случува со 12-та, каде талкаат, по кои шуми, беспаќа и планини низ Македонија? Така, значи, почнаме со оваа метода 2010 година. Векот на рисот не е поголем од десетина години во природа, некои многу помалку живеат поради условите, така да што тие првите рисови што сме ги заловиле 2010, 12, 13 година, дел од нив, поголемиот дел од нив не се веќе живи. Меѓутоа, последните рисови кои што ги фативме во заштитеното подрачје Јасен во 2021 година, женката си живее, значи, внатре во заштитеното подрачје, додека мажекот влегува и излегува од него, што значи има многу поголема територија и главно се наоѓа на планината Сува гора. Рисицата Луна е фатена во местноста Стража и очекуваме незината територија после некое време, значи прилика после 4, 5, 6 месеци, подобро да се дефинира и за да видиме поточно каде се наоѓа, дали влегува во националниот парк Маврово, значи околу Мавровското езеро, каде што живееше една рисица која што фативме во 2020 година главно, или пак незината територија е повеќе кон планината Буковиќ, еден од најзначајните биокоридори во нашата држава, кој што ги поврзува двете многу значајни заштитени подрачја за балканскиот рис, па и за другите крупни цицачи, а тоа се Националниот парк Маврово и заштитеното подрачје Јасен. Рековте дека дел од рисовите кои сте ги лоцирале се угинати веќе. Оние што се преостанати ни кажавте каква е нивната траекторија на движење. Со оглед на тоа што станува збор за загрозен вид, прочитав некаде дека се располага со бројка од околу 100 единки дека се уште на територијата на Македонија како останати живи. Сега е период на парење, ако не се лажам, на размножување. Имате ли вие поточна евиденција уште колку рисови на подрачјето на Македонија на сите заштитени зони има и како се одвива процесот на парење, дали размножувањето оди добро и дали колкав е тој степен на загрозување на рисот последниве години? Така, таа бројка од 100 единки јас ја прочитав во некој медиум, меѓутоа не е точна за жал. Би сакале да е точна и отприлика имаме пресметано дека потенцијалот за колку рисови може да има во Македонија или барем во Западна Македонија отприлика околу 100 единки, според просечнината големина на територија на единките. Меѓутоа сметаме дека и кога ги броиме рисовите, кога проценуваме за популацијата на балканскиот рис, обично ја взимаме и соседна Албанија тука и тие 2-3 единки кои што ги има во Косово, што значи дека од прилика сметаме дека има околу 40 возрастни единки. Се бројат возрастни единки бидејќи тие учествуваат или имаат можност да учествуваат во размножувањето на рисот, а не се бројат младите единки кои што имаат отприлика 50% шанса да доспеат до полова зрелост. Кога станува зборот за процесот на репродукција, дали работите се подобрени во последниве години?
Не би можел да кажам, имаме се уште репродуктивни благодарение значи на нашата работа, на работата на националните паркови и на ловечките друштва со кои што соработуваме од Западна Македонија. Ни доаѓа доста материјал од репродукција, значи доказ дека одредени рисови, значи во нивните или ловишти или национални паркови се размножуваат и тоа е добар знак. Меѓутоа, дали е искористен целосниот потенцијал на размножувањето, тоа се уште не би можеле да го кажеме, бидејќи цело време гледаме дека нивните дувлаеве или барем тие слики со малечки што ги имаме се 1 до 2 единки. Знаеме дека рисот од прилика 2 до 3 единки може да одгледа, прилика тоа е некој си просек. Меѓутоа дека е нас тој број намален и тоа може да значи дека има ефект размножувањето во сродство. Што значи дека може би овој ефект на размножување во сродство придонел да има и намален репродуктивен потенцијал кај балканскиот рис, меѓутоа тоа е во фаза на истражување и тоа моментално го правиме со нашите партнери од Германија, Швајцарија и сега едно ново партнерство кое што се создаде со една лабораторија од Севиља од Шпанија, кој што ни ги испитува и ни ги анализира генетските примероци кои што ги праќаме од балканските рисови. Имате ли идентификувано што е најголема закана за балканскиот рис? Како што кажав, размножувањето во сродство е сега едно од најактуелните, бидејќи имаме пресметано со претходните студии дека размножувањето во сродство, коефициентот на размножување во сродство е доста висок, што значи дека треба да се збогати таа генетска крв за да имаат непречено размножување и да има што помалку здравствени проблеми рисот. Меѓутоа, поради тоа што самата популација е мала, криволовот или криволов на неговиот главен плен што е срната, исто така се едни од конвенционалните закани со кои што се соочува балканскиот рис. Мислам дека што се однесува до криволовот и до уништувањето на нивниот главен плен, оваа закана беше поактуелна, да кажеме, до пред 10 на 15 години, што може би е директен продукт на успешноста на оваа програма која што трае 18-та година веќе. Меѓутоа, оваа нова закана, размножувањето во сродство, е секако неминовно дојде, бидејќи се работи за многу мала популација. И заради тоа што сите единки се некако поврзани, роднински поврзани помеѓу себе. И тоа ја намалува отпорноста. И ја намалува точно така, ја намалува отпорноста на популација. Во ред вака стасавме полека и до нивните природни изживеалишта, односно местото каде што тие најубаво се чувствуваат, националните паркови, каде што се најзаштитени нивните природни средини. Една добра вест во низа, освен оваа што ја објавивте вие како Македонско еколошко друштво дека лоциравте уште еден рис, е тоа дека националните паркови конечно по 30 и кусур години самостојност ќе добијат пари од државниот буџет. Во изминатите години има пари за се, и за партии, и за непопуларни трошења и некапитални трошења, меѓутоа немаше пари за националните паркови. Сега годинава првпат се предвидени 320.000 евра од државниот буџет за 4 национални паркови кои ќе ги искористат во согласност со тоа какви проекти ќе понудат. Еден ваш кус коментари дали тоа ќе ги подобри нештата, не само за рисот, туку генерално кога станува збор за флората и фауната во националните паркови 4 во Македонија, а со оглед на сите предизвици со кои беа соочени во изминатиот период, од дивоградби, мали големи хидроцентрали до сеча на шуми и се друго. Да, секако оваа одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање за поздравување. И не е само Горан 30 и нешто години, туку 75 години славеше лани Националниот парк Пелистер, оваа година Маврово слави 75 години, Галичица 65 години од постоење и ново формираниот Национален парк Шар Планина, кој што пред 3 години се воспостави туку кај нас. Поготово за Шара би рекол, бидејќи е ново настанат парк кој што се уште има огромни предизвици во постоењето. Овие пари ќе се многу добро дојдени. Секако дека зависи од управите на овие паркови да напишат добри предлог проекти
кои што ќе адресираат едни од главните проблеми со кои што се соочуваат, како што веќе спомнати, нели дивоградбите, например, се едни од поактуелните теми, например, во Маврово, и мислам дека ќе можат да почнат да прават нешто, значи една добра, да кажеме, финансиска инекција која што доаѓа директно од државата е супер начин да се почне со решавање на одредени проблеми. Секако дека тие пари не се доволни за целосно функционирање или целосно осамостојување на националните паркови. Меѓутоа, има странски донации кои што можат да понудат помош тука, и странските донации дека секако ќе ја поздрават оваа иницијатива на владата на Македонија, заради тоа што секогаш странските донации сакаат да видат дека и државата е посветена кон заштита на природата, со цел да дадат дел од тие средства и да го комплетираат целиот тој буџет што им треба на заштитените подрачја. Така да секако дека оваа иницијатива е за поздравување. Миловски, ви благодарам за ова онлайн случување во утринската програма. Ние како Телма утринска ви стоиме на располагање и представуваме дел од широкиот фронт за промоција и заштита на нашата преубава природа во државата. Ви стоиме на располагање за следно јавување во друга природа.